Сартер вели дека интелектуалецот е оној кој се занимава со работи кои не го засегаат него, односно со јавните работи. Професорот Пуховски пак ќе рече: јас не сум интелектуалец ако велам дека мојата плата е мала. Тогаш сум синдикалец. Интелектуалец сум кога зборувам за работи поради кои лично не сум загрозен. Вечерва во студиото имаме чест да ни биде гостин вистински интелектуалец, редовен професор на Филозофскиот факултет Свети Кирил и Методи, раководител на Центарот за глобална политика при УКИМ, една од најцитираните научници од Македонија во полето на општествените науки во светот, борец за светски мир, правда, неретко и отпадник или дисидент, како што самата за себе ќе напише во неколку своји колумни. Една од ретките која секојдневно зборува за геноцидот што во моментов се случува во Газа, една од ретките која е постојано гласна за сите неправди што и се случуваат на Македонија, а често може да се види и на протести пред собранието или владата. Жена учител, работник, борец, творец. Вечерва во студиото ја имаме професорката која будно ги следи и низ колумни го искажува својот став за политичките случувања. Македонија е се што немаме. Професор доктор Ванковска, добре ни дојдовте во Редкаст. Добре ве најдов, благодарам на поканата и на убавиот вовет. Така, благодарам што ја прифативте пред се поканата да бидете еден од првите гости, додека работиме на промоција на подкастот. Сега да ве прашам за почеток, ви се допаѓа ли бојата што ја одбравме? Блиска ли ви е? Бојата ми е блиска од раѓање, да речем, од фактот дека потекнувам од работничко семејство, што значи јас сум родена црвена, а во духот на ова време во кое сега говориме, ми се чини најсоодветна е она реплика од Црвениот поет, серијата што ја следиме, каде што Раци ни вели на мајката: мене и душата ми е црвена. Значи, мене ми се црвени корените, слободно ке речам и душата и сваќањата, така што овој амбиент ми е баш како дома. Два различни света и за жал на, да речам, помладите генерации, овие кои себе се нарекуваат со право деца на транзицијата, јас бев дете на едно златно време, значи без глорификација на целиот систем, меѓутоа чувството на социјална безбедност, еднакви можности, значи фактот дека јас како работничко дете станав професор зборува само за себе. Сега, ајде да си поставиме риторичко прашање, можеме ли денес да замислиме дете на работник и домаќинка да стаса до универзитетските аули? Тешко. Многу тешко. Речи се невозможно. Така што јас со голема носталгија се сеќавам на тоа време. Некои велат тој природно кога е човек во години, па се што му се случило во минатото да го гледа со една доза на селекција. Ги чуваме спомените на убавите нешта, ги подзабораваме лошите, освен травматичните, се разбира. Дојдам од семејство на графички работник, линотипер, значи тоа младата генерација и не знае, бидејќи и процесот на продукција на весници, воопшто на издаваштвото оди во една електронска, дигитална форма и така. Порано се беше физичко. Не само физичко, туку со буре во кое се топи оловото, значи татко ми дишаше олово покрај својата машина, огромна линотипка, за да излезат тие се вика како штангли, редовите, кои потоа се пресуваат на хартија и така одеше процесот на издавање на Нова Македонија. Татко ми беше работник во Нова Македонија. Мајка ми на почетокот текстилна работничка, со завршено текстилно училиште во Марибор, како дете сирак. Значи, останата 3 деца сираци остануваат, по домови растат и така. Кога го почнуваат семејниот живот, нема градинки, нема помош за вработените жени и прават одлука да мајка ми се посвети на семејството.
Така што јас пораснав со татко кој можеше со една работничка плата да ви издржува. да издржува 2 деца, да ги прати на факултет и постојано да им зборува: деца, учете, тоа е патот да живеете подобро од нас и така. Меѓутоа, јас тоа време го паметам како време на една социјална, да речам, и благосостојба, во која не чувствувам дека нешто ми недостасувало. Не сум имала луксузи, меѓутоа сум можела со извидници да одам на море. Сте имале за достоен живот. За достоен, во Трст по фармерки или во Солун на некој мал шопинг и така. Значи, едно време на благосостојба, зборувам за работничката класа. За другите не, имаше и тогаш социјални разлики. Имаше значи јас живеам и се уште и живеев во Тафталиџе, после земјотресот таа цела населба изградена. Бараките ги направија. Бараките, да, и бараките на Нова Македонија, во кои, знаете, таму живеја и децата на директорите на Нова Македонија, новинарите и на работниците во целиот тој округ, и таму одевме на училиште заедно. Многу интересно ова. Дали, извинете ве прекинав, дали се чувствуваше класна разлика помеѓу децата на директорите и децата на работниците? Многу помалку од денес. И знаете, разлики имаше. Значи, ако влезевте во мојот дом или во домот на некој мој другарче, чиј татко бил директор, лекар, инженер и така натаму, имало разлика. Меѓутоа, дури имаше, се сеќавам, роденденска забава на која мене ми кажуваат другарчињата, знаете, ние правевме листа кого ќе поканиме по социјално потекло. Зборувам во време на социјализам, нели? Тоа се некаде, за да ви го приближаме, да кажем, 70-те години. А во која вели, ти си единствена што си поканета на забавата роденденска, само затоа што си најдобрата ученичка во класот, што си издвојуваш и така. Значи, тогаш правеа селекција. Се зборувам за мешовита, нели, една средина, Карпошето и така. Јас сум растела во таква средина, во која не сум имала комплекс. Не сум имала комплекс, јас сум си се гордеела со тоа што јас како дете на работник сум подобра од мнозина таму што имаат друг бекграунд. И веројатно тоа ми даде поттик во животот да си го барам патот кон врвот, и тоа се обидувам и сега на студентите да им го пренесам. Им велам, вие што доаѓате од пониските социјални слоеви, од села, од помали градови, што немате средства, што знаете дека вашите родители издвојуваат од уста за да ве школуваат. Давајте максимум, не бидете мрзливи, ќе ви се врати еден ден со добро. Дефинитивно. Така што разликата е огромна, навистина. Ете, тоа беа моралните вредности, ама јас си бев задоена со тоа. Ако мојот татко беше, не само, ако прашате по старите, дали беше строг, например, вака, во тоа време важело, нели, дека дури имаше некои, нели, разговори, муабети од постарите луѓе дека доколку не си напишал домашно, имало професори со стапче што мавале по рацете. Немало ли во ваше време такви професори? Јас имав веројатно прекрасна некоја среќа да имам извонредна учителка на Делчо Михајлов, познатиот карикатурист, мајката негова, стара учителка од што се вика по војната, со големо искуство, голем педагог, а од друга страна го имав, пак го потенцирам, татко ми, што може би неправедно кон мајка ми, која исто така имала силна улога. Меѓутоа, татко ми беше поет. Работник поет, широка душа, со главата во облаци, полн со идеали и многу либерален. Јас имав поголема слобода со татко ми да разговарам дури за оние младешки проблеми, дилеми и слично, така што немаше строгост. Никој не ми дишеше во врат и мојот татко, се сеќавам како ми има речено, и тоа го применував на моите 3 деца. Ти кај мене секогаш имаш петката. И не е битно како те оцениле на училиште, битно е дека верувам во тебе, ти можеш, ти имаш капацитет. Точно.
И тоа ми беше доволно, тоа ми даваше крила, тие никога, татко ми не знаеше никој одделение сум во конкретен момент. Важно знае дека ќерка му учите, дека се посветувате на тоа. Го споменавме, еве вашиот татко бил поет и на почетокот споменавме и поврзавме нешто со црвената боја. Вие имавте и колумна напишано за серијата која што однеодамна заврши, Црвениот поет. Какви се вашите впечатоци? Уште сум под силно влијание. Значи, не само што Рацин е човекот кој беше символ на едно време во кое да бидеш црвен беше добра работа. Беше нешто што ти носи гордост. Сега малку сум скептична околу политичкиот момент во кој баш оваа серија која крија во бункери излезе на површина, меѓутоа ефектот е феноменален, зборувам за пошироката публика. И тука и себе се вбројувам. Значи, мислам дека никој од нас не остана индиферентен, сите сме емотивно просто потресени и вратени во едно време на луѓе на кои сме можеле да се гордееме. И сега го гледате Рацин просто оживеан, од детенце, од работник, од еден човек кој е полн со идеали, а ние такви луѓе денес немаме. И со ретки исклучоци. Се наоѓа понекој. Се наоѓа, дефинитивно. Меѓутоа, нели, тоа е она што го премостува минатото со сегашноста и сваќаме, нам ни требаат луѓе кои ќе бидат водени со идеали и по цена на само жртва. Ние денес имаме многу опортунисти, немаме луѓе кои се спремни со гради да одат напред и да речат, окей, ако треба ќе ја платам цената, ама за праведноста, за работничките права, за социјалната правда, ќе дадам се што можам. Рацин е символ на тоа и малку, знаете, создава контраст и ми се чини и добро ќе излезе целиот овој тајминг, бидејќи на македонската јавност која се подготвува помалку и за избори и враќа и едно време и ликови какви што се потребни. И какви што сме имале, а како што кажавте, веќе се помалку. А што некако прашина паднала над нив. Јас се надевам, во серијата ги видовме што се вели, не знам колку автентично, нели, глумците можат физички да го доловат ликот, меѓутоа Петре Приличко го видовме, Панко Брашнаров, Тито, Колене Делковски, нели? И просто ти се радува душата дека може да се создаде уметничко дело, иако не сум во тој фах компетентна да зборувам, ама мене ми се допадна и се надевам ќе имаме повеќе такви серии. Зошто ве нема во другите медиуми? Искрено, ние сме почестени што ви имаме, но мнозина велат дека недостасувате, дека не сте толку присутна како во минатото. Дали тоа се должи на некаков бојкот од страна на медиумските куќи или тоа е сепак ваша одлука? Па двете заедно. Во еден момент самата бев пречесто. Тоа е дефинитивно факт. За жал, мнозина не се сеќаваат, бидејќи веќе минаа години, можеби, не знам, 6 години или колку, во кои јас не се појавувам на мејнстрим медиуми. Зборувам телевизиски или радио медиуми. Нивото на дебатата падна, ве седнуваат во студио со некои така наречени политички аналитичари за кои не знаете каде завршиле за политички аналитичари и што всушност анализираат. Едно многу ниско ниво, веќе се изгуби смислата на тоа разговарање и јас си се повлеков и си реков мојот простор во кој јас можам да зборувам е социјалниот медиум Facebook главно, на кој јас имам, речеме, може не е некоја импозантна бројка, ама не е ни за подценување да имате 16.000 следачи кои кликнале дека ве следат и уште други што не кликнале. Така што зборот се слуша, има некаков ефект и дури некогаш забележувам дека тоа што ќе го напишам во вид на Facebook статус одекнува посилно отколку колумна напишана. Некако веројатно јавноста малку не е навикната на брза храна, брзо читање, куси постови, не е задлабочување во текстови. Така што
ова мое учество не е случајно, затоа што јас ги преферирам алтернативните медиуми. Мејнстрим медиумите не се она што треба да бидат. И еве, неодамна замина од светот Џон Пилџер, еден од моите морални херои, новинарот од неверојатен ков. Пред него замина Роберт Фиск, исто еден од луѓето кои следеше војни страдања на лице место, не од канцеларии, тоа што властите ги им суфлираат. Така, И директно. сум навикната на таков тип на алтернативни медиуми во кои верувам дека можам да чујам многу поинтересни нешта, поавтентични, без цензура и кои допираат. И мислам дека голем дел од публиката, јас ви посакувам успех како подкаст, бидејќи рековте, нели, сега е време на таа, да речам, негова промоција, може да бидат многу влијателни и ако се создаде таква клима и сознание дека таму си слободен и можеш да зборуваш што сакаш. Отворено и директно. Така. Токму тоа ќе ве прашав, следното Ајде. прашање ми се надоврзува какви ефекти гледате вие еве од вашите колумни што ги пишувате на социјалните мрежи, на Facebook. Значи, дали ви пишуваат луѓе во пораки, дали гледате некој интерес кај вашите следачи, дали се заинтересирани за тоа што ќе го напишете, дали има негативни коментари, позитивни коментари, има ли некои противречија? Смислата на пишување колумни, дејност која јас ја правам веќе повеќе од 20 на години, може би 25, тоа е веќе четврт век, континуирано. Просто сум дисциплинирана да секоја недела однапред веќе размислувам која тема треба да ја обработам. Е важна работа. Знаете, понекогаш кога ме фаќа очај, а зошто јас пишувам колумни, се сеќавам дека Маркс бил колумнист, Маркес бил колумнист и уште многу умни луѓе за кои не би верувале дека се бавеле со колумништво. Значи, тоа е значајна работа и за секој колумнист е многу битна комуникацијата со јавност и ова што рековте. Има ли фидбек? Да. И сега, за жал, пред повеќе години во Нова Македонија имаше она рубрика коментари во електронското издание и се сеќам јас заедно и колегата Венко Андоновски и други кои пишувавме, се соочувавме со фактот дека нема администратор. И се знаете, ви ќе давате душата, го давате најдоброто од себе или од другите, оно што го знаете, и некој што не ја ни прочитал колумната, напаѓа лични дисквалификации или било што. Нивото на дебата во тој тип е многу ниско кај нас, за жал. И редакцијата реши да ја затвори таа рубрика. И сега останува ова како фидбек, велам, јас понекогаш сум малку разочарена, ќе ја ставам колумнета, да речеме, на мојот Facebook профил, 10, 20, 30 лајка, неколку коментари срамежливи или од неколку луѓе кои редовно дека пишуваат. Се друго оди во инбокс приватно. И тука е оној, нели, нашиот повеќе легендарен страф. Знаете, ако ме видат дека коментирам кај вас или дека сум ви ставил лајк и така натаму, луѓето живеат во одредена стега, страф, чувство дека некој ги надгледува. Тие со срце се служуваат со секој ваш збор, ама бидејќи ме сметаат за контроверзна, одстапувам од главната, нели, политика, преферираат лично со мене да комуницираат и да ми кажат дека прочитале, дека многу им се допаѓа, дека како да си ги прочитале своите мисли и слично. Што е добро, што ете. Па да, тоа ми дава рефлектирало некаков интерес. Ми дава, да речам, елан дека не е попусто. Так. И она книга што ја спомнавте во воведот, кога ме представувавте, Македонија е се што немаме, е всушност последната збирка на колумни која излезе 500 страници, во која, тука има една малку интересна ситуација, како дојде до таа книга. Тоа беше иницијатива на еден владика, а јас сум деклариран атеист.
И знаете, беше интересно дека неговата иницијатива, неговото јавување на Се коси телефон со вашите... ме зачуди, ми рече ајде да правиме една збирка. Многу сакам да ве читам, едва и чекам понеделник и така, и јас реков добре ајде да направам една селекција. Селекцијата беше прашањето се што се случува околу Македонија, македонството, значи она што не боли во последните години од бугарскиот, преспанскиот договор и така натаму. И кога ме прашуваат како е тоа можно, како се најдовте, реков Македонија не поврзува. Македонија е точката на спојување. Верници, неверници, едни, други, трети, од каде да потекнува. Македонија е она што е точката на... Така. Оние кои ја следат вашата академска активност најмногу се восхитуваат на интелектуалната кондиција и енергија која ја поседувате и која зрачи од вас. Вие сте пред пензионирање, нели? А работите како сега да треба да се докажувате. Што е тоа што ве мотивира во време кога мнозина се борат со негативните ефекти на општествениот контекст кој чини се за да ни ја убие желбата, нели, да бидеме што подобри во она што го работиме? Тоа е комбинација на два фактора, би рекла. Едниот е оној внетрешниот порив, значи оваа работа не може творечката, генерално, дали е научен труд, дали е колумнистички, дали е во друга област, ако човек однатре не чувствува порив да пишува, да твори, тешко оди насила. И јас сум многу против оноа на универзитетот што се воведуваат некои квоти и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, па мрзливоста на интелектуалниот, тој академскиот слој е легендарна. За жал, морам да кажам дека некои мои помлади колеги доживуваат да дојдат до на позиција, знаете кај нас на комфорт зона. Доцент вонреден, стануваш редовен, крај, веќе никој не те оценува. Стануваат редовни професори, да кажеме, сега веќе има све гениалци, под наводници, на свој 30 на години и ми викаат професорка, јас се пензионирам во смисла на творештвото. Немам потреба веќе да објавувам. И јас тоа не можам да го разберам. Сега вториот фактор кој па ме тера и сега си најдов и друга причина зошто морам да сум активна, и тоа на англиски. Инсистирам дека ние тука можеме, има разни начини на кои разговараме за тоа што не боли, меѓутоа ние нашата приказна мораме да ја шириме надвор. Секаде каде што е тоа можно, дали е медиум или научен труд или што. Сето ова болно време кое се случи последниве години во Македонија, која ја снемува и затоа вела Македонија се што немаме, јас го пласирам во научни трудови, на англиски, се трудам тоа да е во списание со тој фамозен импакт фактор и слично. И сега се случува цитираноста која исто ја спомнавте во воведот, дека се должи и на луѓе кои не се согласуваат со мене, бидејќи да речеме јас сум критичар на Преспанскиот договор и велам тоа е геополитичка одлука наметната врз Македонија, наспроти волјата на македонскиот народ, и го елаборирам тоа. Сите оние што не се согласуваат со мене се повикуваат, ете, например, во тој труд Ванковска вика вака и вака, и така те цитираат. И тоа е добро, за да се чуе дека има и поинаква приказна. Бидејќи овде веќе ние живееме во интелектуален затвор, да речам. Има догми, не смеете да кажете ништо против Охридски, Преспански, Бугарски. А Рамковен не го спомнувате. Што мислите за Рамковен? Па ете, да, тој прв го спомна Охридскиот Рамковен. Охридскиот, да, грешка. Ја Рамковен го знам. Да. Со право, од таму почна. Од таму почна Бермудскиот триаголник, кој јас така си го нарекувам. Знаете, триаголник од три договора кои тонат и бродови и авиони и се. И никој не знае кај одат. Ајде да се навратиме на интелектуалците што ги споменавте. Како гледате на улогата на јавните интелектуалци? Дали ги имаме? Нели? И уште едно подпрашање, зошто универзитетските професори молчат пред најголемиот број предизвици што се дома и на глобален план? Тоа што универзитетските професори молчат е невиден срам. Значи, во најкритичното време за Македонија има молк. Точно е дека
Предходно, ако одиме хронолошки, беше времето на професорски пленум, изгледаше дека конечно се буди универзитетот заради заштита на својата автономија визави власта која сакаше го стави под свое. На крајот се покажа за жал дека добар дел од тие пленумци кои така го поддржаат тој, да речам, тоа движење, биле загрижени за своите академски кариери, бидејќи имаше наметнување на некои повисоки критериуми, така што не биле вистински интелектуалци во смисла на она што Сартер го вели. Значи, тогаш ние бевме едно движење, јас бев едно од тие првите што го започна професорскиот пленум, во смисла ајде да се подпишеме, се обратиме до влада, до собрание, до јавност, до... работата кога ти се бориш за себе и за својата средина, професионални стандарди, автономија или како и да го крстиме, не прави интелектуалци. Интелектуалци не прави тогаш кога ќе излезеш на протест за онкологија, кога ќе излезеш на протест за, не знам, инфлација, за преспа, за уставот, за сето тоа што директно. И се знаете, тука е комплексното прашање зошто професорите, затоа што ние сме ко заштитени мечки. Искрено, ние работиме, особено се зборувам како државен универзитет, нели? Сигурно ти е платата, избран си, имаш трајно звање и така натаму, никој нема, може нема те сакаат или ќе те заобиколуваат на некои проекти или нешто, ама генерално ја имаш слободата. Зошто да се молчи? Јас доаѓам интересно на филозофскиот факултет, имаме повеќе тие институти и така, јас матичен ми е Институтот за безбедност, одбрана и мир. Кажете ми дали вие познавате некого кој зборува за сите овие војни, од Афганистан, Ирак, Сирија, Либија, се што се случува до Газа. Ја кутрата сама си зборувам, си викам антимилитаристички, пацифистички, значи хуманитарни катастрофи. Се чувствувате сама во оваа борба? Многу често сама, да. Многу често сама и дури си велам, сега да не си давам ја себе си некои квалификации што можеби не ги заслужувам, подпрашувам наоколу има ли некој друг што упорно зборува за Газа, например. Да. Тоа е следното прашање кое прашав. Да, вие сте едно од ретките која дури за време на празниците не престанавте да опоменувате за случувањата нели во Палестина. Ете, прашање што се надоврзува, смее ли да се молчи пред вакви настани? Знаете, јас веќе кажав дека не сум верник, меѓутоа се обидувам да се ставам во чевлите, во кожата на другиот. Знам дека македонското општество е високо религиозно по смисла на верска определеност на граѓаните во различните вероисповести, нели што ги имаме. И си велам како можете да славите раѓање на Исус, нели, тоа е смислата на Божич, во време кога деца умираат, ама во истиот и сета она парада, како би рекол Балашевич, парада кича, пијанства и кича. Имаше таква песна, да. Да. Создава таков ужасен контраст кај некој што е свесен. Сега, ајде да речам, дека сум можеби ја виновна што нон-стоп на мобилниот телефон следам телеграм канали и сваќам што се случува во моментот додека се случува. Значи, сега приливот на информации прави дека не можеш да мируваш, дека не може да ги затвориш очите пред тоа, дека и сега сме сите вака малку возбудени околу судењето во Хаг, каде што Јужна Африка подигна тужба против Израел за геноцид пред меѓународниот суд и си викаме алелуја, некој покрена. И тоа е една земја која знае што е несреќа, знае што е апартхејд и така натаму. Така што, не знам, ми се чини дека нашиве верници, воопшто јавност, треба да се разбуди на
Ганди му имаат поставено прашање, сега ми текна некој новина, што мислите за западната цивилизација? И тој вика, тоа би била добра идеја. Или, ви го сакам вашиот Бог, Исус, ама не му ги сакам следбениците. Во смисла, тие следбеници треба малку да се поблиску до вистинското учење на верата. Значи, јас го почитувам тоа што како вредносен компас го има во тие верски учења, ама не и ова, као, ајде сега мене ми е поважна трпезата, ова ќе го оставиме, ќе го исклучам телевизорот, не гледам вести. Фала Богу и не ни даваат на вести, така што да, во тој контекст ја правам она што можам. Неодамна бев една од подписничките на листа на глобални интелектуалци за собарање прекин на огнот во Газа, поканета од врвни личности, сега да не спомнувам меѓутоа Арундати Роја кој е таму и моето име се наоѓа на таа листа, така се чувствуваш дека припаѓаш на светот. И на правата страна. Што би рекол Рацин, цел свет братски ми е, нели? Секоја чест, професорке. Одиме со мала пауза. Професорке, војната во Украина, исто така, нели, наскоро, ќе влезе во третата година. Може ли да се направи некоја паралела со настаните во Израел и општо на Блискиот Исток? Единствена директна паралела што можам да ја направам е страшниот морален пат на човештвото и немоќта на она така наречена меѓународна заедница да решава проблеми, да ги спречува наместо да војува. Да, имам чувство дека само немо молчат и гледаат што се случува. Ама и ние, нели, се менуваме, во почетокот бевме преокупирани што се случува, како се случува, дали овој стасал до ваму, до наму, дали Киев, дали... И целата таа драма не потресуваше, бидејќи таква војна од таков обем на тлото на Европа, како што велат овие западните новинари, особено нив тоа има многу важно, така привлекуваше внимание. Сега веќе никој и не зборува, дури и еве велам целиот фокус е на Газа и на еден геноцид фактички што се случува. Во исто време, што е нечовечно од сите нас, да забораваме дека во Украина дневно умираат огромен број на луѓе. На двете страни. Да. Иако, нели, во војните секоја страна ги чува бројките за да не излезе деморализирачки за јавноста и крие или покажува дека победува. Меѓутоа, што вика Бертранд Расел, во војната не е важно кој е во право, туку кој ќе остане, иако кажано на англиски добива и друга конотација, not who is right, but who is left, што нам не дава се и конотација десно-лево. Левичарите се антимилитаристи, антиимпериалисти и за ова за мене е колапс на еден систем кој лажно екзистираше и тоа заради доминацијата на хегемонот на САД во еден, сега стручно да го кажам, унилатерален момент во кој нема други големи сили по студената војна, нели? Америка останува сама, таа кажува кој е диктатор, кого треба да бомбардираме, кому да му уништиме земјата, кого да го обесиме. Таа ги држи конците. Ги држеше еден мајстор на кукли, нели? Апсолутно. И при тоа живи луѓе, генерации страда, значи земји кои, ајде да тргнеме на страна таа демократска, не знам, димензија, ама вие ако немате базична безбедност и не можете децата да си ги сочувате или да си ги прехраните, тогаш се викате налет сето тоа побитно е да се опстане. Ирак беше под Садам не демократска земја, меѓутоа луѓето живеја и преживуваа и оде на училиште и така. Одете видете сега. Да не зборувам за Либија на Гадафи,
која беше супер социјална држава, во која сите деца може да одат на факултет, затоа што државата им плаќаше, затоа што плаќа минимални дневни трошоци и така натаму. Сега е тоа територија. На некој не му одговараше, тој го сруши. Геополитика. Да. Сега, како што вели Джефри Сакс, еден човек кој порано не сум го многу симпатизирала заради неговите економски терапии за трансформација на социјализмот во капитализам, кога падна Берлинскиот зид и така. Меѓутоа сега е човек со редок интегритет кој единствено ги кажува овие работи, какви што се, и тој зборува. Овој свет се соочува со враќање на геополитиката на војната, значи со воени средства, а нам не треба геополитика на мирот. И гледате дека во Украина забранија примирие. Војната немаше... Ајде не се враќам на 2014, Евромајдан, како Западот делеше сендвичи, чаеви, као револуција, народот и така натаму, за да се смени власта. Потоа и нам ни се случи нешто слично по тој тертип. Ај тој дел да го оставам. Меѓутоа, во почетокот на војната имаше преговори меѓу Киев и Москва со посредство на Турција. Американците и британците им рекоа, има да војувате до последен украинец. Иако јас признавам дека потегот на Москва е кршење на меѓународното право, на правото на државава да си живее и не знам, споровите се решаваат по мирен пат и сето тоа. Тоа е друго, затоа ни треба посебна емисија зошто Москва тргна со тенкови. Меѓутоа, во такви моменти човек сваќа зошто е потребна дипломатијата. Дипломатијата е алатка да ги седнеш на маса оние што имаат сериозни проблеми, за да дојдеш до мирен начин. Западот сакаше војна, НАТО сакаше војна, мислеа дека ќе ја скршат Москва на брзина и дека економски ќе ја угушат и се... Им се случи раѓање на нов светски поредок. Да. И сега имаме еден свет кој толку драматично се менува, и се е поврзано, се има своја корелација. Западот не сака примирие, односно прекин на огнот ни во една Газа, која е Палестина е земја под окупација по меѓународното право, не по политички анализи. Значи, постојат резолуции на Обединетите нации кои зборуваат дека Израел е окупатор и он нема право врз територијата на палестинците. Израел е над правото и над моралот и над се. И наместо да има сили кои ќе работат по приближување на непријателите и создавање, ако не пријателства, барем примирие, ние живееме во свет во кој аждерот на војната, односно на војно-индустријскиот комплекс, буквално голта се. Кој профитира? Произведувачите на оружје. На оружје, точно. И тука е таа ситуација во која ние денес се наоѓаме. Позади завесата, профитот е најважен. Профитот, а луѓето нема проблем. Како пијунчиња, колатерална штета. Некои опишуваат состојбата во светот денес како битка на доброто и злото, па и додава дека ние сме на вистинската страна. Секој си влече на своја страна. Може ли на светот да се гледа низ таа призма карактеристична за старите вестерн филмови? Таа приказна е приказната на Западот, кој се обидува секогаш, дали е тоа Милошевиќ, Садам, Гадафи, Асад, сега да не ги редам сите по светот кои им беа таргет, нели? Мораме некого да го демонизираме и да го прикажеме како најужасно, зверско суштество и така натаму. Сега тоа се случува. Само Кастро не успеа да го бутнат. Не успеа, он сам се замира под
свој услов. Си проживеа човекот, Си а имаше проживеа. толку атентати Така против е, него. така е. Со тоа што и Куба се уште е под санкции, иако секоја година Генералното собрание носи мнозинска одлука да се симнат санкциите против Куба, Америка става вето и тоа тече, ама луѓето си тераат по свое, онака како што можат и знаат. Ова другово е веќе во една сосема друга димензија, во која, велам, приказните се многу сложени, ако почнеме кој е крив, а кој е прав. Нема криви и прави, и затоа го цитирав и Бертранд Расел пред малку во таа смисла. Тој што ќе остане, ама, знаете, ако вие погребате цели, во Газа се случува да исчезнуваат не само семејства, туку генерации. Значи, од дедо, па родители, па дечиња, Па внучиња, па секој. и сето тоа исчезнува во миг цели, значи тоа е бришење на нацијата, односно на народот што живее таму. И тука нема добро и зло. Злото е војната, злото е убивањето, злото мора да запре. Сега ајде да се прашаме ова, кој профитира од злото? Односно од поттикнување и дотурање. Не ми е природно. Ајде да не одам толку далеко и малку да се вратам, да кажеме, во она што е дел на нашето окружување и нашиот регион. Босна и Херцеговина, делот од бивша Југославија, кој настрада најмногу. Значи, од Сребреница, од Сараево опсади, се да не ги спомнувам сите ужасни случувања во таа земја, која беше срцето на Југославија заради својот етнички микс и соживот и мултикултура и се, значи символ на она заедништво за кое, да речеме, копнееме да функционира хармонично. Таа земја преживеа што преживеа, ајде Дејтонскиот договор, тој ја запре војната, ја подели по етничка линија, државата е тотално нефункционална, ама некакво примирие, барем не се убиваат, тие веќе мина бајаги години како живеа така. Меѓутоа, сега ја не можам да разберам дека ним приоритет им е членство во НАТО. И тие зборуваат за издвојување на средства за опремување на босанската армија. Ало, луѓето излего платија ужасна цена од една војна и вие ги подготвувате младите за некоја идна војна, да партиципираат во Украина или во не знам каде во светот. Пред неколку недели, нема многу време, како видов баш една куса објава дека Албин Курти, косовскиот премиер, гордо најавува: ние оваа година буџетот издвојуваме 2% од нашиот GDP за воени потреби. Демек се приближуваме до НАТО стандардот на 2%. И вие си велите, ало, луѓево ви се сиромашни, сега им пуштија визна либерализација, нели, може да патуваат со косовските пасоши до Евро. Тоа беа редици од коли кој среќен народ не бега така масовно, а вие издвојувате за војска. А имате отворен судар со соседите, со непризнавање, со сиромаштија. Значи, целата агенда на она што е приоритет е изместена наопаку. И војската добива прво, а ова за народов што ќе остане. Крив правец. Крив правец и фаќате криви. Каде е Македонија? Ајде малце да се навратиме на нашава држава. На таа голема геополитичка карта што моментално се менува, како што кажавте. Можеби тука е добро да споменам за нашите слушатели и гледачи дека од минатата година сте основач и раководител на Центарот за глобални промени на Филозофскиот факултет. Која е неговата мисија? Какви се плановите на Центарот за оваа година? Да, вие и во претходното прашање кажавте она добро зло, нели? Па ние сме на вистинската страна. Простете, ама јас не се чувствувам така и прво и едноставно не сакам да земам страна. Може би тука се и во прашање моите години, моето сеќавање на една држава во која сум се родила, нели?
кога таа држава беше неврзана, работеше на миролюбива коегзистенција меѓу народите, секогаш ја земавме страната на послабите, на оние кои се бореа од колонијалното робство, за ослободување и еманципација и се. И сега одеднаш некој ми кажува дека ако сме ние на страната на Западот и НАТО, дека е тоа вистинската страна. Македонија е една од најпослушните, би рекла, зборам за власта се разбира, најпослушните во тоа време. Во мое време ние и се смеевме на Бугарија, која беше најпослушниот сателит на Варшавскиот договор, СССР, тој источниот блок, и овие беа послушни од русите, од советите, што се вели. Толку поданички. Сега сме ние полоши од нив. Слушајте ги нашите така наречени лидери, гледате дека нив повеќе им значи да се додворат на што ќе каже Запад. Гледајте како гласаат во Обединетите нации, во Генералното собрание. Нашиот славен амбасадор Фрчковски. Па тоа е срамота за државава, за народот кој нема интерес од војни, нема интерес од непријателства, нема интерес од создавање конфронтации и фаќање вистинска страна. Ние сме исто напатен народ. Ако земеме и генерации на нашите дедовци, прадедовци, се зборам за себе како и постара, секојаш македонската страна и македонскава земја била фронт, била онаа што плаќала високата цена. Како можевме токму тоа? И сега да играме таа игра. Значи, целото тоа позиционирање во ова што го викаат втора или дури трета студена војна, има разни тука дискусии, тоа значи поделба на светот на интересни зони. Ние против тие. Тие другите се секогаш лошите, а ние сме секогаш добрите. И тоа создава само почва за војна и за конфронтација и не дај Боже за нуклеарна, затоа што дури тој фактор го забораваме. Ние забораваме дека НАТО е нуклеарна алијанса. Знаете каде, ќе кажем, ако не слушат, вака може и тоа ќе ни го извлечат. Знаете каде има нуклеарни проектили? На 100-200 километри од Скопје во Грција, во северниот дел на Грција. Значи, НАТО како алијанса распоредува, нели? И прашува, тој момент не го знаев, и прашувам еден колега грк со кој така убаво си соработуваме и му велам: Василис, вистина ли е ова? Вие, значи, формално Грција не е нуклеарна сила, не го произведува, меѓутоа американците им го тупнале на нивна територија. Ако дојде Добро им помогнаа да создадат и држава, нели? На времето. Со Черчил. Тоа големите сили, да, уште од 19 век им направија држава, ама седно им ја направија нуклеарна територија. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека оној другиот и вас ве има на таргет. Точно. Ако пукнат овие ќе вратат, а ние сме на 100-200 километри. Што значи ќе не збришат како... Имено. И сега, каде сме ние тука? Ние сме во сендвична линија на фронтот, што се вели. Ние сме во НАТО. Ние сме во НАТО. We are НАТО. Токму заради оваа причина, да ви кажам право, затоа што светот се менува, а ние како да сме застанале во времето и само НАТО, ЕУ и понатаку од тоа ништо не гледаме што се случува. Се согласувате ли дека и страшна кампања се врши во Македонија со тоа НАТО, ЕУ, Ама не е само кампања, Кирил, тоа е веќе религија. Ме разбирате, значи тоа веќе ти влага во подсвест, во психа и ако ти случајно кажеш нешто против, ти си непријател на државата. Тоа е неверојатно нешто. Сега овој Центар за глобални промени, токму тоа му е идејата, значи повеќе на научен план, не некој активистички да речем, треба да изучува што се случува со светот. Ние сме така фокусирани, како рече Артан Груби, сонцето изгревало на запад, кај нас. На цел свет излева на исток, кај нас на запад. И сега идејата е, ајде да го видиме светот како планета која е, нели, топка, која има разни страни на светот и кои се и
измислени како поими, бидејќи ако сте вие во Кина, кој ви е Запад? Монголија. Или реално, Русија, така? За прашањето на позицијата. Така што нашава идеја е да собереме слободоумни научни работници кои се ослободени од геополитичките оние узди начин на гледање, да го гледаме светот во моментот на неговото редефинирање, а светот се редефинира многу брзо. А ние дури не сме свесни колку брзо се случуваат нештата и јас верувам дека во наредните 5 до 10 години некој овде баш ќе се разбуди онака, ќе рече вау што се случило или не дај Боже да биде на лошо, затоа ние сакаме да работиме на позитивните исходи и на пример планираме конференција, нашата прва голема конференција ќе биде во октомври, на која зборуваме за кооперативен мултиполарен свет. Значи, мултиполарен има повеќе сили и полови, меѓутоа мора тој да соработува, а не да вика ние сме добрите, вие сте лошите. Така, тоа мултиполарниот свет за кој зборувате се чини дека е многу сложен. Се знаеме ли ние кои се наши пријатели, кои се наши непријатели? Имаме ли ние надворешна политика всушност? Надворешна политика немаме. Ние се однесуваме не само вазалски, туку и по една изрека има стара, ако во Вашингтон кивнат, ние добиваме воспаление на белите дробови. Или пред да кажат, нашите се консултираат што треба да кажат, како да гласаат. Значи, ние немаме свест за национален интерес. Дури предавав долги години и институции на Европска Унија, на универзитетот, имам и учебник на тоа. И се обидував и на студентите и генерално кога сум можела да кажам, луѓе, земјите кои се во ЕУ преговараат меѓу себе врз база на национални интереси. Не е тоа happy family, сите ние. Happy family. Значи има фрактури, има јас ќе ти попуштам кај рибарството, ама ти ќе ми попуштиш кај земјоделството или се натега тебе сега Орбан со неговиве Секој ги штити своите интереси, нормално. Ние само ги распродаваме. Ние веруваме дека ајде да влеземе, па вие ќе ни станете тутори, ќе не земете кога да сме ние инфантилни, па вие ќе одлучувате за затоа ние немаме надворешна политика, немаме ни европска политика, немаме свест за себе во светот, а мислам дека една сериозна држава мора да има, и тоа сум го зборувала уште пред многу децени. Дури се сеќавам на една дебата во која и се уште председател беше Бранко Црвенковски. Ние немаме алтернатива. И јас на конференцијата обично реагирам прва, така си барам збор и си реков, ај почекај малку. 1, 2, 3, 4, 5 души топ луѓе кои беа во тоа време, сите до еден ја кажаа реченицата ние немаме друга алтернатива. И јас тогаш побарав збор и велам, знаете што, ајде да не ги коментирам другите, меѓутоа вие како председател, јас како граѓанин, од вас очекувам да имате план А, план Б, план С, бидејќи најпосакуваната верзија ви е планот А. Меѓутоа, ако тоа не се случи, вие како председател или како власт морате да имате алтернативи. Како ќе преживееме? Што правиме ако некој не стави вето, ако таа организација се распадне или земе некој друг курс или затвори процес на проширување или се зборувам за сите тие можности. Ние тоа го немаме. И затоа имаме комплекс дека сме многу мала држава и кај народов кај нас тоа е, нели, останато во генот, абе ние сме мали, што можеме ние? Ние сме навикнати, секогаш мислам навикнати. Нас ни наметнуваат такво мислење да треба да мислиме дека други треба да ни ја решаваат судбината. Тука мислам дека има проблем пред се и кај граѓаните и како што кажавте и кај луѓето што ни ја водат државата. Точно, и тоа има свое влијание. Од една страна би рекла разумно е човек да не си придава големо значење. Да си ги знае колку му е чергичето, што може, што не може, да не се јуначи таму кај што не може. Меѓутоа, јас повеќе би сакала малку да
Националната свест каде е? присоберат да не се истрчуваат во некои одлуки, само затоа што некој друг така им шепнал. Мора да се тргне од собствениот интерес, инаку не знам кај ќе ни биде крајот. Затоа што, видете, да бидам искрена, нашите така наречени сојузници веќе не третираат како територија, не како држава. Ако може амбасадор да излезе на телевизија да ви кажува за црни листи, од кого би купил возило, од кого не, кој е преваранта, кој не е. Па потоа еден амбасадор се осмели да каже: вас ви треба промена на менталитетот. Кажете ми вие мене како се менува менталитет? Ке ни прават лоботомија, вештачки нешто ке ни... Менталитет се создава низ генерации. Овој менталитет за кој вие зборувате со право е менталитет на мали, на ситни, понизност, да си молчиме, свитка и глава, пашката, на ведната глава сабја не ја сече и такви некои... некои... молчењето злато и така. Ама тоа веќе... Резултатите се такви од таквата поданичка политика што прават да кажеме, чекај, ова не функционира. Мора да се смени тука нешто. Точно. Верувате дека ќе се смени? Па верувам, обично сум песимист, знаете, и обично се вадам на Антонио Грамши, познатиот италијански марксист, кој многу го сакам, и особено во улогата на интелектуалците, кој велел, напишал, нели, јас сум песимист во умот, зашто кога правиш анализа рационална, многу елементи ти укажуваат на лош исход, меѓутоа сум оптимист по волјата. Значи, кај мене има, не знам, може би едно чувство, како да речам, предчувство или што, дека, знаете, работите ќе дојдат до таков абсурд, до такво дно, дека нужна е промената и таа промена не може да биде полоша од ова состојба во која сме сега. Да. Ајде да се малце свртиме околу внатрешните проблеми во нашата земја. Всушност, имаме ли ние суверена внатрешна политика? Што мислите? Па немаме, едно со друго е поврзано и ми се чини, ние почнавме можеби по обратен резослед со надвори, бидејќи така ни течеше разговорот со геополитичките промени и случувања. Меѓутоа, држава која има своја внатрешна политика, која е заснована на препознавање на своите интереси, на создавање на кохезија во општеството, заедништво околу вредности кои се заеднички, колективни, кои ги споделуваат граѓани, гради и таква надворешна политика. Сега ние што направивме? Уште во оној рамковен договор, да не одам поназад, има елементи на тоа и предходно. Меѓутоа, тоа ми се чини клучната точка во која ние се прекршивме и дозволивме да уставот ни го дизајнираат странци и на оној првичен модел на либерална демократија, Фрчко го пишуваше уставот, нели, препишуваше од западните и така, идеалот во транзицијава беше, ајде ќе бидеме модерна западна демократија, ќе го ископираме парламентарниот модел. На тој модел во 2001 година му се дадоа елементи на нешто што теориски, концепцијски го викаме консоцијална демократија или споделување на власта на етницитетите, на етничките заедници. И тука дојде, како ова сега што зборувавме на глобален план, сега ги гледаме ефектите од тоа. Подолбена сфери на интерес. Ние дома го живееме тоа. И сега тие си кои екзистираат на ниво на елити си прават договори, тефтерчиња и шарети и така натаму, зашто ваква земја да ја владееш, значи е измислена. За вакви недоносени политичари, како да ги наречам. Измислена затоа што народот трпи, затоа што народот толерира. И сега живееме во една земја во која и се уште процесот на менување на уставот е прашање од меѓународно значење, не наше значење. Нашиот устав е пепелашка, крпеници, овде една крпа се скинало, приши му неколку амандмани, овде не прави му, нешто е вон уставно, не многу, не малку многу, меѓутоа
немате своја политика, немате свест за себе. И она што е најболно е дека многу наши граѓани немаат ни свест на припадност на Македонија. Без оглед од која етничка група. Ако младите ви кажуваат 70% дека сакаат по дипломирање да заминат, Ама гледам и за вработувањава ги менуваат државјанства, се пишуваат албанци или роми, затоа што така налага и конкурсот дека мора да си етнички албанец за да се вработи. Имаше една серија на баш сега и пред нова година и така со напишано дека тоа место е за турчин, за ром, точно. за албанец. Сега во моментов има конкурси во опера и балет, во секаде. Пишува албанка, напомена. И тој пусти од балансер што го воведоа и така. Ама тоа ви потекнува од рамковниот договор, од промената на темелните вредности на уставниот поредок. Тоа ја го ги студентите, обично тоа прашање им инсистирам, член 8 од Уставот, не дека сакам напамет да ги знаат членовите на Уставот, ама тој е важен, бидејќи ги наведува вредностите околу кои ние живееме како држава и како политичка заедница. Таму е воведена таа правична застапеност, која е веќе толку злоупотребена, што ова веќе не знам што да кажам, нашиве најдобри студенти реагираат. Зошто јас учам? Зошто ги имам сите десетки кога ја немам вистинската етничка припадност? И ако вие не ме цените, јас ќе си одам надвор. Професорке, јас мислам дека доволно ни кажавте и имаше што да научиме. Стигнавме до самиот крај. Последно прашање е околу етнизацијата како фактор на внатрешната политика. Има ли излез од неа? Како гледате на можностите да се надминат етничките поделби, која е точка нели на спојување на граѓаните на земјата? Се официјалниот рефрен вели дека лекот е во НАТО и во ЕУ, тоа веќе го зборувавме, но дали е така? Се покажа дека не е така. Значи, ако една политичка агенда од типот НАТО и ЕУ ќе ни ги решат, иако добро со ЕУ не сме уште ни почнале. Ние не сме. А камо ли ЕУ? Така, до има многу. Меѓутоа покажува дека јас дури го потребувам, тоа е една метафора, има еден познат роман на Фицджералд кој е направен и филм, па можеби луѓето повеќе ќе се сетат на филмот со Бред Пит, Чудниот случај на Бенџамин Батон. Кога од старост доаѓа во младост. Се раѓа како старост и практично доаѓа до оној момент на бебе и пред тоа. Така што ние како се доближуваме до тие стратешки цели на државата, ние стануваме се поинфантилни, мислам, одиме во назачки во зрењето, тоа го сакам да го кажам. Етнизацијата е дефинитивно погубна, ама буквално за сите. Не зборувам како македонка. Ова е самоубиство и на младите албанци, турци, роми, а јас ги имам во клупите. Так. Не е во доволен мешовит број, бидејќи сега и универзитетите се поделија, нели? Меѓутоа, имам едно, да речеме, конкретно ми текнува на едно момче, албанче, кој е брилијантно, мислам, толку е умен, толку е елоквентен, толку е амбициозен, што мерак ти е тоа дете, треба да го грабнеш уште сега да му бараш чаре на универзитет или на друго место и така. Јас не знам дали он ќе дојде до тоа или ќе си го најде патот надвор. Има исто, знам албанка млада неврохирург на специализација, што се не направи и така. И таа се жали јавно по социјални мрежи дека она е единствена што не може работа, а ние здравствениот систем ние во колапс, немаме лекари, немаме медицински сестри. Затоа велам, кога зборуваме за етнизацијата, тоа е како самоубиство си вршиме, колективно самоубиство. Значи, овде не зборуваме нашите против вашите, па иде да си вратиме нешто што некој ни зел. Не, туку ние мораме да градиме општество засновано на квалитет. И да ги мобилизираме и користиме овие млади, умни, без разлика нормално. По пат на конкурс. И точка. Професорки, мислам дека уживавте во интервјуто. Убави работи кажавте. Мислам, јас уживав, искрено, јас многу уживав и ве слушав внимателно. Ќе ни кажат слушателите, гледачите. Да, се надевам дека гледачите со големо внимание го следеа ова интервју.
А има што да научат од вас. Се надеваме дека ќе ни дојдете повторно во Редкаст. Ќе ми биде многу драго и ви посакувам успех. Црвената боја е тренди. Така што ви посакувам успех и се гледаме во друга прилика. Драги гледачи, тоа беше професор доктор Билјана Ванковска. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Се гледаме во наредното издание на Редкаст. А до тогаш останете умни, здрави и бистри во вашите умови. Поздрав!